Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме само еден псалм, а тоа е псалмот број 137. Станува збор за песна во која ќе забележите неколку различни емоции. Од една страна, во неа читаме за периодот кога израелскиот народ се најде во заробеништво во Вавилон и колку им било тешко во тие години. А од друга страна, псалмистот бара Господ да им се одмазди на сите народи кои ги угнетувале, но и на оние кои се сителе на нивната неволја. Низ годините, некои луѓе го критикувале овој псалм, токму поради желбата на авторот Господ да им суди на околните народи. Сакам да ви дадам кратка историска позадина на овој псалм, за да знаете од прилика на кој период од историјата на Израел се однесува. Кога излегоа од заробеништвото во Египет, израелците се упатија кон ветената земја, онаа земја која Бог му ја вети на нивниот прататко Авраам. Бог вети дека ќе ги благослови во таа земја, само доколку живеат според неговите заповеди. Но, за жал, израелците не го сторија тоа. Често им се поклонуваа на лажни богови, а тој духовен неморал водеше и кон многу други зла во општеството. Бог често ги опоменуваше преку пророците, но народот не сакаше да послуша. Затоа Бог ги дисциплинираше преку вавилонскиот цар Навуходоносор, кој го опколи и освои градот Ерусалим и зеде многу евреи назад во Вавилон. Книгите Естира, Ездра и Неемија опишуваат делот на станите кои се случија додека евреите беа во заробеништво и откако почнаа да се враќаат од заробеништво. Но псалмот кој денес ќе го обработуваме опишува случаи и моменти поврзани со заробеништвото во Вавилон, начинот на кој вавилонците се однесувале кон евреите и како евреите се чувствувале во однос на тоа. На некој начин оваа песна ни дава птичја перспектива на безнадежноста во заробеништвото. Во него читаме за трагичното искуство низ кое минаа, за омразата и љубовта која владееше во нивните срца, како и за нивниот плач и желба за милост. Стих 4 вели: како да запееме Господова песна на туѓа земја? Ова е прашање на кое не ни е даден одговор. Има доста такви прашања во Светото Писмо. Всушност, и ние во животот често ќе се сретнеме со ситуации во кои имаме прашања за кои не можеме да најдеме одговор. Но и во такви моменти важно е да се надеваме на Бог, знаејќи дека Тој ги знае одговорите. Евреите се прашуваа како може да му пеат песни на Господ кога се наоѓаат во туѓа земја, односно во Вавилон. Со други зборови, тие се прашуваа како да пееме радосни песни кога сме заробени во далечна земја, далеку од нашиот роден крај. Во стих 9, авторот бара одмазда за вавилонците со следните зборови: блажен е оној што ќе ги заграби и ќе ги разбие од камен децата твои. Некои луѓе веруваат дека овој псалм не е боговдахновен, токму поради ваквите стихови во кои авторот бара одмазда за децата на Вавилон. Тие велат: верувам дека Библијата е Божји збор, ама не ми се допаѓа овој псалм и затоа не го прифаќам. Денес има многу така наречени верници кои на тој начин им пристапуваат на многу текстови од Светото Писмо кои не им се допаѓаат. Но тоа не е добар пристап кон Светото Писмо. Не можеме да го прифатиме тоа што го сакаме, а да го отфрлиме тоа што не ни се допаѓа. Едноставно, тоа нема смисла. Или целото писмо е Божји збор, или ништо од тоа што е запишано во него не е Божји збор. Има и такви кои велат дека целата Библија е Божји збор и веруваат, ама сепак не живеат според тоа што таа го поучува. И тоа е погрешен пристап. Бидејќи ако исповедаме дека нешто е вистина, а не живееме според тие зборови,
тогаш ние сме лицемери. Всушност, и таквиот пристап е неприфаќање на Божиот збор. И со жал во моето срце сведочам дека низ годините сум запознал многумина кои се нарекуваат христијани, а некои од нив имаат и свештеничка улога, а сепак така му пристапуваат на Светото писмо. Ако прифаќате само одредени делови од писмото, вие не го прифаќате писмото. Ако тврдите дека писмото е вистина, а живеете спротивно на неговата мудрост, вие исто така не го прифаќате писмото. Но, ако Светото писмо е Божји збор, тогаш тоа е најважната книга која му е дадена на човекот и вреди сериозно да ја пристапиме, да ја читаме, проучуваме и да ја примениме нејзината мудрост во секој аспект од животот. Наскоро ќе почнеме со читање на псалмот од самиот почеток. Во првите 2 стихови ни е дадено искуството на евреите во Вавилон, односно како тие се чувствувале. Потоа, во стиховите 3 и 4 читаме за реакцијата на другите народи и како евреите се чувствуваа поради тоа. И на крај, во стиховите 5 до 9 ни се дадени молитвите за одмазда. Иако авторот на овој псалм не ни е познат, но мислам нема да сгрешиме ако предпоставиме дека станува збор за човек кој на своја кожа го има искусено сето тоа што го читаме во текстот. Може би станува збор за некој доста возрасен човек кој преку овие стихови се потсетува на 70 годишното заробеништво во Вавилон. Ке почнеме со читање на псалмот, стихови 1 и 2. Крај реките вавилонски, таму седевме и плачевме, кога ќе се сетевме на Сион. На врбите, среде Вавилон, ги закачивме нашите харфи. Авторот вели, крај реките вавилонски седевме и плачевме. Со тоа ни ја открива локацијата на главното дејство, а тоа се реките во Вавилонското царство. Тој зборува во прво лице множина, а овие зборови се однесуваат на евреите кои беа однесени во заробеништво. Тоа беа луѓе кои беа однесени далеку од родниот крај. Едно време народот беше во заробеништво во Египет. Потоа Бог ги изведе преку Мојсеј и ги воведе во ветената земја. Но, бидејќи не му беа послушни, тој дозволи народот повторно да биде однесен во заробеништво. Но, овој пат беа подчинети на друга светска сила. Авторот исто така вели дека евреите плачеле кога се сеќавале на Сион, односно на родниот крај. Очигледно е дека народот однесен во заробеништво беше обесхрабрен, се соочуваше со тага, разочараност и потиштеност. При сето тоа и тежината на носталгијата ги потиснуваше нивните срца. Како што верувам дека досега забележавте, поголемиот дел од псалмите се радосни песни, но не и овој. Овој е подсетување на мрачните денови од историјата на народот и во него ни е даден контрастот помеѓу 2 локации – Вавилон и Ерусалим. Домот на народот кој е во главна улога во овој псалм беше Ерусалим, а тие се наоѓаа во Вавилон, кој според некои пресметки се наоѓал на околу 1000 километри растојание. Слушнете што се случи крај вавилонските реки. Стих 3. Зашто таму, оние што не заробија и кои не одведоа, побараа од нас радосна песна, велејки ни, пејте ни од песните сионски. Во вториот стих авторот вели дека евреите ги закачија своите харфи на вавилонските врби, односно тоа значи дека ги тргнале на страна инструментите со кои свиреле радосни песни. За жал, и денес многу христијани ги имаат тргнато на страна своите харфи, односно не го слават Господ. Кога евреите стигнаа во Вавилон, тие сватија дека вавилонците веќе знаат за нив и нивните така наречени сионски песни. Не знаеме како локалното население дозна за песните на евреите, народ кој беше многу далеку од нив. Но, сепак, тоа што го дознаваме од овој псалм е дека вавилонците бара од евреите да ги пеат тие песни. Предпоставувам дека локалното население ги забележа еврејските харфи.
Можеби и ги прашаа евреите зошто имаат харфи со себе. И откако дознаа за што станува збор, побараа од нив да им запеат дел од своите песни. Не знаеме и дали станува збор за сарказам од страна на вавилонците, или пак навистина сакаат да ги чујат сионските мелодии, но забележете која беше реакцијата на евреите. Стих 4. Како да запееме Господова песна на туѓа земја. Со други зборови, ова значи, немаме причина и мотивација да пееме. Ако сакате да ни се исмевате, правете го тоа, ама ние не можеме да пееме. Како можеме да пееме кога ни е толку тешко? Како да го славиме Господ кога ни е тешко? Верувам дека секој верник си го има поставено ова прашање. Некои луѓе по природа се песимистични и за нив е особено тешко да се радуваат, па дури и кога нештата им одат добро. Има и такви кои се меланхолични и тие имаат слична борба. Но сите христијани ќе се соочат со разочарувања, со животни околности поради кои ќе бидат во искушение да ја изгубат радоста Господова. Пред некое време во црква забележав една жена, која можеби го имаше најтажниот израз на лицето кој го имам видено во животот. На почетокот се прашував како може да оди во црква, а сепак да е толку тажна. Подоцна дознав дека има тешка животна приказна и токму затоа е таква каква што е. Вистина е дека животните околности можат да не направат да изгледаме потиштени. Тоа не го одрекувам. Но има и такви христијани кои ја имаат изгубено радоста поради некој грев во нивните животи, исто како и царот Давид. Во Псалм 51, стих 12, тој го моли Бог со зборовите: Врати ми ја радоста на спасението. Ако гревот е причина за вашата потиштеност, најдоброто нешто што можете да го направите е да се покаете и да побарате од Господ сила да не грешите повеќе, за да не влегувате во стапицата на сатаната. Причината поради која евреите беа однесени во Вавилон беше токму таа, нивниот грев. И тој дел од нивната старозаветна историја треба да биде важна поука и за нас денес. Да знаеме дека гревот со себе носи сериозни последици и дека кога Господ не предупредува да не правиме грев, тој е навистина сериозен за тоа. Господ не се шегува во однос на гревот и подобро е и ние да не го правиме тоа. И пророкот Еремија по глава 14 стих 7 признава дека беззаконијата на народот сведочат против самиот народ. Продолжуваме со читање. Стих 5. Ако те заборавам тебе, Ерусалиме, нека ме заборави мојата десница. Овие зборови се како искра надеж. Преку нив, авторот како да сака да каже дека нема да го заборави градот на мирот, односно дека копнее по деновите кога живееа во тој град во благосостојба. На некој начин ова е покаяние. Авторот, а и добар дел од евреите, сакаа да се вратат назад и да живеат согласно Божјата волја. Стихови 6 и 7. Нека се залепи јазикот мој за непцето мое, ако не те помнам, ако не го поставам Ерусалим над секоја моја радост. Сети се, Господи, на синовите Едомови, во денот на Ерусалим, кога тие говореа: разрушете го до темелите негови. Кога вавилонците го обиколија и опустошија Ерусалим, едомците, кои беа народ кој живееше веднаш до израелците, наместо да помогнат, тие на некој начин како да навиваа за целосното уништување на Ерусалим. Авторот вели: Боже, немој да им го заборавиш тоа зло. Стихови 8 и 9. Керко Вавилонска, ти која опустошуваш, блажен е оној што ќе ти врати за делото што ни го направи. Блажен е оној што ќе ги заграби и ќе ги разбие од камен децата твои. Во посланието до Галатјаните, глава 6, стих 7, пишува: Не лажете се, Бог не е за подигрување. Што ќе си посее човекот,
тоа и ќе си жнее. Верувам дека овој дел од псалмот треба да се толкува во светло на стихот од Галатјаните. Господ Исус во Евангелие според Матеј, глава 26, стих 52, вели дека кој се фаќа за меч, од меч ќе загине. Мислам дека треба барем да се обидеме да разбереме зошто израелците бараа казна за своите непријатели. Замислете еден израелец во Ерусалим, во град кој е освоен од страна на вавилонците. Замислете како вавилонски војник влегува во неговиот дом, со меч му ги убива децата и жената. Тоа била ужасна гледка. Немојте да мислите дека ова се нереални сцени, бидејќи такви нешта навистина се случувале. Преку зборовите кои предмалку ги прочитавме, израелците бараа истото да им се случи и на вавилонците. Некој можеби ќе рече, денес ние сме по-цивилизирани во однос на вавилонците. Во наше време не се случуваат такви грозни дела. Не сум сигурен дека се согласувам со таа изјава. Зарем не живееме ние во време кога во клиники за абортус секојдневно се распарчуваат неродени бебиња? Таквите дела, кои денес се нарекуваат право на избор или мое тело, мој избор, се исто така грозоморни постапки кои нема да останат без казна. Семокниот Господ е свесен за тие злодела и ќе ги казни сите кои се вклучени во нив, како оние кои се одлучуваат да ги убијат своите бебиња, така и оние кои им помагаат во таа намера. Единствениот начин да се избегне казната за тие гревови е преку покаяние и барање милост од Бог. Како што можете да забележите од стиховите кои ги прочитавме, станува збор за необичен псалм, но верувам дека на израелците им е особено важен, бидејќи оваа песна е само потсетник за последиците од гревот, како во нивната, така и во историјата на народите кои се спомнати во неа. Се надевам дека овие стихови кои ги прочитавме ќе бидат поттик и за нас да се преиспитаме, да видиме какви гревови има во нашите срца и додека се уште имаме време да ги оставиме зад себе и да тргнеме по Божиот пат. Интересно е тоа што во Псалм 137 читавме за тоа како израелците ги закачија своите харфи на вавилонските врби. А во следниот псалм, кој ќе го обработуваме во наредната епизода, ќе читаме за тоа како харфите повторно се во рацете на побожните луѓе и тие на нив свират и му одаваат слава на Господовото име. Се надевам дека преку тој псалм ќе бидеме охрабрени и ние, фигуративно кажано, да ги земеме во раце нашите харфи, односно да не дозволиме животните околности, колку и да се тешки, да ја потиснат радоста Господова и благодарноста во нас. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.